А ние додека го правиме пијалокот, односно чајот за нашата втора гостинка, се подготвуваме и за денот на жената. Токму во тој амбиент денес ќе биде и разговорот. Имаме убави, претпоставувам, ќе бидат подароци за некои гледачи. Секако, еве за двајца гледачи, па може и од посилниот пол, затоа што ќе подарат нели на понежниот пол за празникот 8 март и расположени сме да Сања секогаш, како впрочем и што таа си знае и уме со незината преубава душа и уметничка душа, да подарите на двајца наши гледачи од незините прекрасни ракотворби кои што ги гледаш исто и ти тука. Ова се сапунчиња, свекички, ке објасниме се, да полека ќе си разговараме. Може да ја послужиш гостинката, која што ни допатува и од Штип. Чај или? Може. Јас веќе го подготвувам чајот. Бидејќи ми кажа дека пости, одлично оди вака како детокс. Оливера, ти благодарам секако за тоа што ќе ни помогнеш да си ја почистиме нашата гостинка, затоа што и кога едно големо благодарам имаме до тебе, затоа што ни патуваш и ни допатува од Штип. Добре ни дојде Сања повторно. Добро ме најдов. Прекрасна атмосфера во знакот на жената што наближува и сепак нели понежниот пол секогаш имаме нешто ново. Така е, но и гледаме и твојот дрес-код е во знакот на жената. Да, и оние ексцентрични бои на кои се знаете вие уметниците да изненадите, нели, и да се совпаѓа со темата која што денеска ние ја имаме, а таа вели дека убавината на жената можеме да ја погледнеме и да ја почувствуваме низ уметноста. Јас велам, Сање, секоја жена, без разлика на возраста, си е убава, една преубава приказна сама за себе. Со безброј чувства и емоции кои што ги носи жената, затоа што жената е многу понежна, нели? Затоа го велиме понежниот пол. И токму затоа и заслужуваме, ако ништо друго, и во текот на годината, меѓутоа да си имаме еден ден кој што се одбележува токму за нас, за денот на жената. Изработуваш прекрасни ракотворби, каде што, еве и во знакот токму на празникот, можат и гледачите да забележат и на нашата маса како ја разубави со овие твои изработки, кои што колку се чувствува како се со љубов сето тоа изработено. Ви ја покажа твојата работилница. Јас се воодушевив, има толку многу безброј изработки. Затоа е потребно трпение, љубов, талент, дарба Божја и така натаму. Па ајде малку за изработките кои што ние си ги имаме пред себе како ги изработуваме. Па еве, сите мои изработки, дали е уметничка слика или моделарен гипс, свекник или ароматично свеќе, се еден тивок аплауз за жената, која што со текот на годините минува низ многу тешки моменти, но сепак успева да се справи со сите предизвици. Да, верувам дека е така и сите ние си знаеме тоа по себе, нели, како си го живееме животот како припаднички на понежниот пол. Кои материјали се потребни? Еве гледачите сега ќе имаат можност малку и одблиску да ги погледнат овие пренежни изданија, изработки од твоите раце. Кои се, што се употребуваме за да дојдеме до еден ваков преубав, ке кажам секако, резултат во разни бои, зависно нели и на која жена е омилена бојата, еве во моментов. Она што јас го зборувам е очигледно веќе и на ТВ екраните. Па за една изработка на еден ваков аранжман е потребен восок на кој што се додаваат етерични масла, кои што даваат специфичен мирис. Секако пропратно мора да имаме и суво цвеќе кој што ќе го збогати аранжманот. Околу свекниците моделарниот гипс е клучен, кај што мора да се изработи прво модла, каде што ќе се направи самиот модел на свеќата. Боите ги бирам по начинот на кој што се чувствувам. Пастелните бои се сепак предизвик за мене. Пастелните бои, па тие даваат некоја топлина, вака да кажам. Свеќата можеме да ја само споредиме со жената по светлината. Бидејќи таа е светлина во секој дом и свеќата е секоја светлина и кога сонцето го нема. Јас многу ги сакам да бидам искрена и во мојот дом преовладува токму палењето на свеќи во ноќните часови, покрај столна ламба и некоја свечичка, обавезно. Знам и некој кој исто така моја пријателка го кажува дека
токму поради светлината што ја има жената и означуваме некои такви нежни кога ќе видиме свеќи. Земете се ова. Благодарам многу, Оливера, да, еве, повели. Не знам дали од свеките или од чајот се чајчето. убава арома, да. Од свеките, верувај. Да. Уште кога бевме во холот на Алфа телевизија и кога разговаравме во еден момент само те прашав Сање дали е ова мирис од свеките, да, имаме арома, така? Да. Што употребуваме вака убав мирис? етерични Дури Оливера еве масла. дотаму го почувствува. Зависно од чоколадо, има мирис на чоколадо, етерично масло од ванила. Зависно, има повеќе, 7-8 ароми има кои што ги употребуваме, но ги бираме оние што се понежните. Так. Имаме гледач на телефонската линија, па да се слушнеме со вас и да ви кажам добро јутро. Дали се слушаме? Да, Добро ви јутро. добро утро, Душо. Како сме? Добри, вие како сте? Благодарам на прашањето, одлично сме. Добро да не култулите. Амин Боже, исто така ви посакувам. Цела фамилија, Господе, и цела Македонија. Амин Боже, од вашата уста како велат во Божите уши. Да, и Христос да си го пречекаме, радост и весели. Така е. Сега Ја имам... од Охрице јава, 82 години имам, ама многу стално гледам и сега реков ќе ви се јава. За да можете да успеете да добиете телефонска линија кога гледачите одмараат од оние теми кога ги имаме поставено, па барем вака можеме да се слушнеме, така? Да, става ми си душичко. Драго ми е, меѓутоа од Охрид сигурно дека не можете да дојдете до Алфа телевизија за... Пушта други. Да, многу. Аха. Се може други да пушта? Секако, за да дојдат, за го земат подарокот, ако имате со задоволство. Што би сакале да ви подариме? Што имате таму? Еве сега камерата ќе забележи, а вие ќе си одберете, слободно кажете си, затоа што си добивте телефонска линија од овие прекрасни рачни изработки на Сања Митева, прекрасен уметник од Штип, која покрај рачните изработки, ракотворби, има и уметнички слики кои ќе ги видиме малку подоцна, затоа што и од таму нели ја гледаме. Да ми подарите убавината на жената. Ова со жолти што е. Со жолти? Да. Со масничката? Да. Нема проблем. Со задоволство, убав подарок. А кога треби да дојме? Па ќе си определите време кога ќе, само да не биде некој подолг период. Што побрзо, толку подобро, нели? Добро. Ви благодарам да сте ни живи и здрави и благодарам што не следите и што сте со нас. Еве си одбравте убав подарок и се надевам, како што кажав, до скоро време ќе дојде некој и да ви го да го земе, да ви го подари секако. А сега имаме и уште еден гледач, Сања, ќе го вклучиме и ќе ви кажам добро утро и вам. Добро утро, Слободанка. Добро утро, како сме? Добри сме ве со вашата програма од 6:30. Браво, па до навечер до заспи ако можеш. Одлично, вие сте значи рано будници и со нас се будите и со нас заспивате, но заспите ако можете, ајде да ви видам. Така ли? Кажете ми што би сакале вие? Па пошто отиде едната корпа за Охрид, јас другата корпа сакам да ја земам со цвеќе. Нема проблем, затоа се и тука донесени за вас да ви го краса домот, да имате нешто вака нежно, убаво, за вас прекрасни наши дами. Така, и тоа се многу убави спомени кога ќе се сетиш ова ми од Алфа телевизија. Од Сања Митева, од Штип. Така, многу поздрав и до Сања и за подарокот и убав ден. Ви благодарам многу што се јавивте, ви посакувам да си имате уште поубав ден, се разбира, а ние сега јас погледнувам кон часовникот, Сање, да си ги искористиме и овие минути. Ете, подаривме прекрасни изработки твои на гледачката, многу во кажа, кога ќе погледне, ќе се сети дека од Алфа телевизија, кога гостуваше Сања Митева. Сега, ќе побарам од режија да ги погледнаме сите оние материјали кои што ти ни ги испрати, па да ги искоментираме. Да, еве можеме да забележиме сите оние изработки кои што се изработуваат, исто така користиме и гипс, предпоставувам. Да, моделарен гипс. Моделарен, како што кажавме. Во кој што додавам тонери за да добијам пастелни бои, за да не биде целосно бело или отпосле ги избојам со посебни бои. Колку време е потребно? Па
Не би кажала дека ми треба многу време, кога веќе го имаш визијата, кога си го имаш модулата, талентот, кажи вака подобро. И визијата и боите кои веќе ти се нели во твоите мисли, еве како доаѓа до еден преубав резултат. Да, еве цветен аранжман со свеќи, миризливи како што кажавме, дури се чувствуваат на вистина дотука кога и зборуваме, имаме една пријатна арома која што се шири во нашето студио. Сите оние еве се ближи празникот на жената, нели 8 март, кои што сакаат ваков подарок да подарат на мајки, баби, сопруга, кој да е соседка, нели? Да си имаме ние список, така Оливера, сигурно на кому што како треба да подариме. Да, и дали е посебна емоцијата еве кога се твори за жената, отколку нешто да купите, нели фабричко направено или Па оној кој го цени трудот за нечискиот труд, секојаш купува со голема емоција. Да, и така ќе биде. Тоа не е исто и секоја различно на свој начин. Иако деломно изгледат исто, но сепак имат разлики. Еве ги гледаме и сликите на жената. Еве сме сега кај жената. Ајде. Да споменам дека моментално во Штип во Домот на културата Ацо Шопов е изложена моја изложба на која што има 16 лика од женски ликови кои што се направени по повод престојниот празник и дополнително од претходната изложба имам уште исто 30 слики ставено. Благодарност да ги споменам Домот на културата Ацо Шопов, Пеце Атанасовски, Пеце Ристевски и Ефтим Гегов, кои ми дозволија да бидам дел од една многу убава презентација на книга, заедно со музика и со моите дела. Па тоа беше да ти дозволат кога си врвен уметник. Дела и една магија, буквално вечер на маѓија. Како ја представуваме жената замислена, некогаш спокојна, од сите оние, некогаш еве можеби и тага чувствуваме зависно нели од текот на денот, како имаме секогаш ние бура од емоции жените, тоа мора да си го признаеме, поготово во вака повозрасните години. Знаеме и од која причина, меѓутоа секако она што сега го забележавме, се надевам дека повторно има и некои видеа, мислам дека ќе побарам од режија кои што ни ги испрати преубави фотографии, поточно сликање на ликот на жената. Ја сликаме во разни варијанти, како што кажав. 3D со релјефна паста, користам и епоксидна смола, додавам и некои финеси за да има оција на самата слика, но сепак жената е една неисцрпна љубов, емоција кај што еве како изгледа една слика со епоксидна смола кога е помината, има прекрасен сјај. Преубаво, да. И Не ова е знам. преубаво за подарок. Нели? Да, преубаво. Преубаво, ако некоја вака не подсетува нежна, некоја дама што си имаме и дали пријателка или во кругот на семејството да ја подариме една ваква слика. Дали се извинувам, ќе се вмешам, вие Не, сте што таман работа? образован уметник или само Не, јас сум со педагошки факултет, значи спротивно од сето ова, но ова ми од моја 8-годишна возраст, негувано со текот на годините, учесник на многу ликовни колонии, како во државата, така и надвор, и пропратно со целите мои 40 години творам, и затоа ми беше и така насловена мојата самостојна изложба, 40 години на мојот живот наспрати животот во моите години. Одлично. Бидејќи имав тематики од повеќе видови на сликање, значи разноврсна изложба со повеќе теми настикани на платно. Так, изложбата во Штип, кажавме, исто така и одиме и надвор од Штип, така? Па да, треба нешто наредно е кочани здравие и така. Само нека биде за убаво. Сање, на самиот крај, за сите оние кои што кажавме, сакаат да имаат вакви прекрасни изработки во својот дом или да подарат на сега, поготово и пред празниците, меѓутоа ти создаваш за секоја пригода, било што и да е, што и да си посака некој за да му твориш со твоите раце и со твојот талент и Божиот дар што си го имаш. Како да те исконтактираат? Ајде за Facebook може страната. да ме најдат лично на мојата Facebook страна Сања Митева и мојата страна кај што ги закачувам сите изработки од секаков вид на уметност, art and decoration. Така. И така, тоа е. Многу благодарам.
уште една што ни допатува очти, па ние повторно ќе се видиме. Имаме празници, ако ништо друго, Сања, веќе те знаат нашите гледачи за твојата способност, талент што си го поседуваш, меѓутоа убаво е вака да подаруваме, нели? Малите нешта го чинат животот. Израдувавме две наши гледачки и драго ми е поради тоа. Благодарност на тебе. Мило ми беше што повторно бев дел од Алфа телевизија од утринска програма. На крајот би кажала само една поука, тоест една порака до машкиот пол. Не им ги кршите срцата и крилјата на вашите сопруги и вашите најмили, бидејќи ако сакаат да летаат, треба да имаат крилја, ако сакаат срцето да им е срекно, треба да бидат целосни. Браво. Браво. Нема што да дополниме повеќе после оваа мисла. Така е. Само да се почитуваме и даваме почит на жената. Благодарам. Сања, има подарок и за тебе, Оливера. Благодарам. Да. Со срце ќе ме подсетува Секако, и таман со работа. љубов кон вас. Ви благодарам, ќе ги охрабриме и сите оние кои што го тлеат во себе талентот да бидат навистина храбри и да го прикажат еден убав пример од нашата денешна гостинка дека се е можно кога се сака, па дури и на повозрасни години да се докаже тој талент.